Добар ден, 16-та емисија од серијалот Гарден клуб Градини. Градината е формирана околу 3 години, значи и самата куќа кај што живееме е релативно нова, адаптирана, реновирана, со тоа што во склоп на куќата имавме еден двор од околу 100 квадратни метри, што сакавме да го направиме да ни биде една пријатна атмосфера, али услов беше во таа квадратура да се запазат архитектонските потреби за да се обезбеди паркинг место за паркирање на семејните возила и нормално останатиот дел што остануваш од тие 100 квадрати да го адаптираме во еден пријатен амбиент за после пладневно и вечерно уживање. Предниот дел се користи за паркирање на возилата, тоа е односно да речеме од дворот е 1/3 за возилата, 2/3 е практички среден со зеленило. 90% од тоа зеленило е зимзелено, што сакавме, значи стварно дворот да не биде уживање и во зимскиот период, преку цела година. Само има одреден дел, да кажем, овие јабучици, не знам стручно како ги викаат, тие ги садиме на пролет и практички цветен аранжман имаме од пролет, од април до ноември. Изборот на зеленилото беше предлог, на наше барање нормално се обративме до Гарден центарот Фоја. Господинот Ѓоко, што не е и наш драг пријател, што многу почитуваме и во оваа прилика го поздравувам. Многу ни помогна. Сите садници што ги гледат овдека земени од неговиот Гарден центар и негова стручна екипа луѓе дојдоа, мислам, ги насадија. Водата е неопходна, кај што има градина мора да има и вода. Значи едното со друго е спојано. Без вода значи ништо не успева. Така да, значи во самава градина внесовме вода, нормално одвод, струја, значи електрично светлување со канделабри на секое поважно место. Овде кај што седиме на просторот за седење исто така има осветлување, така да навечер амбиентот е уште поубав. Овие дрва, божичното дрво и јапонскиот јавор го земавме од Гарден центарот Фоја. Исто така и божичното дрво, а околу држувањето е исклучиво, мислам, наша обврска, мислам, семејна обврска. Претежно околу подшишувањето се грижи сопругата, а голем дел од тоа држување како обврска си ја преземав и јас како сопруг. Дали имате некоја желба што би додале, например, во оваа градина и дали, например, нешто што веќе е израснато би го отстраниле? Дали нешто ви смета во моментов? Па видите, во моментов буквално ништо не смета, само има нешто што ни недостасува. Ние секогаш се надградуваме. Ни недостасува една мини фонтана, што ни е желба да направиме во наредниот период. На која локација ќе биде, ќе видиме, ќе се консултираме со стручни луѓе, нормално и наша желба кај што сака, па каде највеќе ќе одговара, таму ќе се стави таа фонтана.
Стварно мал е просторот, меѓутоа и во мал простор може да се најде нешто соодветно што ќе даде овака една свежина и импулс да биде уште поубаво. Се надевам дека во најскоро време ќе ви се оствари таа желба и дека ќе добиете, значи, плюс уште еден украс во вашата градина. И ако морам да признам дека на волку мал простор од речиси од прилика 100 квадрати имате прекрасно уредена градина, каде што секој елемент си е приказна сам за себе и каде што се она што е направено со стил и со вкус, и се гледа дека градината е многу добро одржувана и дека внимателно е обработен секој детај. Да ви кажам најискрено, одржавањето на оваа квадратура и на оваа градина е за мене причинува задоволство и уживање. После работните обврски едва и чекам да дојдам, значи, дома, стварно да излезам. Максимум ми треба половина час да биде градината во најдобар ред. Значи, едноставно мене ова ме релаксира и ме одмара. Тоа го правам со голема љубов и задоволство. И сосема една малечка градина, како оваа што е од 100 квадрати, може да биде уредена многу убаво, со вкус, и така да ова е еден апел до сите оние кои имаат мали градини и кои гледаат оваа емисија, дека не е потребна многу голема инвестиција за да се добие едно вакво убаво катче во центарот на Скопје, во една урбана средина. Дали сум го право, што да кажа? Во право сте, значи инвестицијата не е голема, меѓутоа треба да се има желба и мотивација и да се има едноставно начин и култура на живење. Значи, малиот двор може да биде прекрасно место за уживање и за релаксација во текот на целиот период од годината. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палапласт Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден Клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012.
Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за Најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, во денешната емисија на Гарден клуб, во рубриката Растение за нашата градина, ќе ви го представиме белиот или жолт бамбус. Наш соговорник е Ѓорги Самарџиев. Токму така, значи како што најавивте, белиот бамбус е еден од најраспространетите бамбуси кај нас. Баш поради тоа, бидејќи е многу отпорен, посебно на екстремните ниски зимски температури. Збор два за него би рекле дека полго време се одгледува кај нас во Македонија, во некои градини, во арборетуми, на повеќе места. Она што е карактеристично е бидејќи многу лесно и многу брзо се шири, буквално може да направи една експанзија во дворот, доколку не се посади правилно или доколку не се одржува. Биде посаден и оставен самиот да расте, значи тогаш буквално може да завладее целата површина доколку е во еден ограничен простор. Тој се шири, ние ќе им покажеме на гледачите. Значи основно кај бамбусот е неговиот ризом, неговото подземно стебло, кое што се шири, нормално има коренчиња кои што црпа и хранливи материи, меѓутоа ризомите се многу агресивни со овие иницијални папки кои што се шират и потоа јавуваат нови гранчиња. Значи буквално по површината на земјата, значи може да се расшири една површина од 5-10 па дури 20 метри квадратни. Затоа тие причини ние предпочитаме и советуваме, доколку сите градинери сакаат да имаат еден бамбус во дворот и тој да биде посаден директно во почва, бамбусот прво да биде посаден во голема саксија и саксијата да биде посадена во земја. На тој начин зидовите на саксијата на некој начин ќе го одграничат и ќе го спречат. Тоа не е 100% спречување, бидејќи со текот на времето овие ризоми знаат да излезат и над површината на земјата, меѓутоа во добар дел се спречува неговото ширење и се одржува неговиот, се на некој начин имаме контролиран раст. Бамбусот иницијално најмногу расти, најголем прираст има напролет, кога се забележуваат како николци избојците од земјата. Нормално ова, бидејќи овој тип на бамбус се презимува зимата, ланското гранче продолжува да расте, значи тоа значи дека едно гранче не може да има значително голем прираст, меѓутоа од година во година може да напредне и доколку сакаме да имаме бамбус во својата градина, ние препорачуваме
на првата година, доколку сакаме тој не е доволно расширен или развиен, задолжително да се скратат неговите стебленца со цел да се овозможи поголема енергија да се формира во коренот, во ризомите и потоа ќе се добие една густа полна маса доколку сакаме да биде во еден вид на грмушка. Доколку сакаме да биде бамбусот да биде истакнато неговото стебло, на некој начин да повеќе наликуваат како на дрвце, тогаш препорачливо е долните гранчиња редовно да се отсекуваат, да се кројат и сите слаби и тенки гранчиња да се отсекуваат, да се остават и да се фаворизираат неколку 5 до 10 гранчиња и секој пат најдебелите и највиталните. Ѓорги кажа дека се одгледува од поодамна, меѓутоа јас сум забележал дека посебно е популарен последниве години и дека е веќе кај јапонските градини веќе заедно со јаворот и со некои типови на рододендрони е како заштитен знак. И нашите љубители на градини најчесто кога сакаат да формираат еден дел што личи на јапонска градина, често пати го користат за декорација. Дали сум во право? Точно, бамбусот е многу пред се бидејќи екзотичен и бидејќи го сретќаваме како елемент од јапонските градини, од водените градини, благодарение на неговата екзотика, е многу посакувано растение во повеќето градини. Со да речеме една напомена дека тој во исто време може да биде и многу декоративно собно или внатрешно растение, меѓутоа и мора да се крои. Нормално, зависно кој тип бамбус ќе одбереме, меѓутоа и доколку се одлучиме за овој белиот бамбус да го имаме во собни услови, добро е да одбереме некоја позиција каде што сепак има есенцијална минимална дифузна светлина, нормално посаден во саксија, тој многу успешно ќе вире и во собни услови. Почитувани гледачи, за сите оние што не знаеа, еве една убава информација дека овој бамбус може да биде и собно растение. Значи, ако премногу се прошири во вашите градини, тогаш дел од него може да го пресадите во некоја преубава декоративна жардинјера и да направите еден убав украс во вашиот интериер. Точно, со тоа што, повторно напоменуваме дека во тој случај треба да се крои. Нормално може да се случи врвот да удри во плафонот на собата, па да бидеме приморани да го скратиме. Така да кратењето е би рекле или да се крати, или да се прави 4-5 метра висока соба само за бамбусот. Малку и да се нашалиме, неопходно е да се крати. Апсолутно. Што други услови бара, дали некоја посебна земја бара, да речеме сонце, многу такви работи, што е посебно за него? Карактеристично е за него дека е светлолюбив, може да обстане во полусенка. Нормално многу брзо и многу добро се развива на ровки и плодни почви, меѓутоа и доколку нормално почвата е со послаб квалитет, има неопходна минимална влага, тој ќе успее и ќе продолжи да расте и да се развива нормално послабо, меѓутоа нема да угине. Доколку е во длабока сенка, нормално може да има послабо развиена крошна, поисциглени гранчиња со помалку ливчиња. Од тој аспект, меѓутоа издржува и во сенковите позиции, но би рекле дека пред се, доколку имаме услови да фаворизираме и да биде посаден на отворена позиција. Препорачливо е да има заветрина од северна страна, бидејќи зимно време, доколку зимата е многу ладна и поготово со студените зимски ветрови температурата е уште пониско паѓа, во тој случај може да дојде до делумни измрзнатини на бамбусот или да измрзнат цели брачки од него, или пак делумно да измрзнат и да паднат листовите. Меѓутоа напролет многу успешно се регенерира и пушта нови изданци, нови гранчиња. Значи, ова е навистина убаво и декоративно растение. Ова беа убави информации за сите оние кои во својата градина сакаат да посадат вакво нешто и со тоа, уште повеќе да ги декорираат градините.
Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во една прекрасна мала градина во населбата Пимпија, а наш денесен домаќин е Боби Трпчевски. Здраво. Боби, што ќе кажеш за себе, освен тоа што имаш 22 години и што си млад градинар, ајде да чуеме нешто за твојава градина. Ке те поправам, значи имам 28 години, иако ти изгледам како да имам 22. Инаку, за мојава градина се грижам веќе 5 години, од кога е формирана, од кога е почнато да се формира на некој начин. Значи, прво нешто што е оформено во оваа градина е реката, мостот и тревникот. Се што е плюс на незе е покасно нешто оформено и насадено. Значи, како сум добивал некоја идеја и така, со тек на време сум ја реализирал во овие 5 години од кога е почнато да се формира градината. Значи, во самата градина има многу видови на растенија кои што мене ми оставиле впечаток, кои што сум ги гледал и на некој начин ми се допаднале. Значи, има 2 палми во градината, од кој едната е стара од прилика некаде околу 20 години. Зборувам за од кога е насадена, од семка до сега има некаде околу 20 години. А другата палма, таа е нешто помлада, да речем од прилика околу 10 години има. И ете даваат една убавина на градината, ја различуваат, даваат некој посебен изглед, да изгледа како оние потропски предели. Смарагдите, кои што се покрај оградата, од кои што имам формирано дрворед, јас самиот ги имам од малечки, од резници, речеме, од кога си имаат ужилено коренчиња, па сега се стари тие 4 години. Четврта година име оваа, да речеме, од кога пуштиле коренче, со што и тогаш му треба 1 година додека го оформи тоа коренче, да речеме, значи од кинењето на резникот до сега имаат скупно 5 години. Градината си бара некоја работа. Најпрвин треба да имаш мерак за тоа да го работиш. И значи си бара, ако не секој дневно, секој втор ден, да речеме, нешто да окроиш, да искосиш трева, да поготово летниве периоди кога знаеме сите колку е многу топло, сакај секој дневно, значи полевање. Во градината гледав да ги имам вклопено оние неколку бои, да речеме, да не биде еднолико зелено, све зелено. Значи имам ставено туја рейнголд на почетокот, која ми е оформена така топчесто. Понатаму имам ставено и берберис, кој што сите знаеме дека има впечатлива црвена боја, кој што малце разбива така во зеленилото, доаѓа до израз. И имам некои други поситни грмушкасти растенија, како што се јуниперуси, некои видови на јуки, имам различни перени видови, кои што во различен период од годината цветат и се развиваат.
има една убава патека која ти е направена до самата фонтана и на самиот почеток на патеката има една порта која е направена од, ако не се лажам, аризонски чемпреси кои се скроени во вид на топки. Дали е тоа твое дело? Да, тоа се значи топките се од чемпрес аризоника. Тоа е лично мое дело, насадени ми се од многу малечки и со тек на време, како расте, јас ги оформував и го добив овој денешен изглед кој што го има тие. Така јас ги замислив. Кројењето 4 топки. Да, кројењето е мое, јас самиот ги кројам, ги оформувам. И така, идејата ми беше, покрај тоа, таа патека што имам направено, која поминува низ алпинетиумот, кој што, за да се стигне до фонтаната. Цешата е стара некаде од прилика околу 20 на години, со што таа би била сега многу поголема, но јас секоја година ја оформувам, одземам дел од незините гранки, за да не стане огромна, за да не ми ја зафати целата градина, пак да има некој лик да добие и се разбира да имам сенка во градината, да можам да седнам, да уживам малце под сенката. Патеката, која што е направена така во неправилна форма, извртена, е обложена со бела ризла. Покрај самата патека од двете страни имам ставено борови колчиња, кои што служат и за некој лик да добие и да се одвои земјата од патеката, да не се соединува земјата и камчињата со самото поливање или окопување на растенијата и така натаму. Во иднина што би сакал да додадеш во градината и дали има некои растенија кои мислиш дека би требало да ги со време, значи, дислоцираш од некој одреден дел? Има некои растенија кои што се насадени на некои места кај што јас би рекол дека не име баш местото таму, кој што јас би ги дислоцирал. Имам таксус баката кој што ми е насаден така на едно место кое што мислам дека не треба да биде, но со тек на време малце да земе сила да се оформи, јас би му нашол некое добро место, би го пресадил на некое добро место, но за тоа се уште размислувам каде точно, може би добил некоја добра идеја. А инаку, исто така, премногу сакам да насадам едно црвено јаворче во делот некаде околу фонтаната. Се уште за точно место размислувам каде би ја лоцирал, но сакам да се вклопи со самата фонтана, да изгледа како да паѓа во самата фонтана. Со што тие црвени ливчиња би дале контраст малце на зеленилото и би добило подобра слика. Почитувани гледачи на Телма телевизија и на нашата емисија Гарден клуб Градини, ни беше голема чест што бевме во прекрасната малечка градина на семејството Трпчевски, а наши домаќини беа трите генерации на семејството Трпчевски, и тоа Боби, Миле и Илија. Навистина ни беше голема чест, а сега ќе видите и каков подарок добив од нив. Бидејќи сум љубител на минијатурните растенија, овој пат добив едно многу ретко растение кое тешко се наоѓа на нашите простори, а ова е минијатурна калинка која е одгледана од рацете на Боби, од семче, и навистина ми е драго што еве овој пат добив една калинка која се надевам дека еден ден ќе краси мојата градина. Навистина благодарам. Нема на што.
Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден Клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, многу од вас се уште на своите годишни одмори, но тоа е тоа, нашите емисии одат. Можеби оваа емисија ќе ја гледате некогаш репризно. Тоа беше се од 16-тото издание на Гарден Клуб Градини.